Добро вечер, почитувани гледачи. Еве не по подолго време со емисијата Отворена за. Ке имаме интензивна наша новинарска работа во овој период од годината. Има и зошто, верувам погодувате зошто. Меѓутоа, остава на вашата интелигенција и на она што ќе се случи во дадениот период да заклучите зошто. Дополнителен министер за земјоделие, шумарство и водостопанство Цветан Трифуновски е со нас вечера. Добар ден, благодарам на поканата. Вие подолго време престојувате и во Кавадарци, нашите земјоделци ве познаваат, меѓутоа ве знаат и во цела Македонија. Сте човек кој се посветува на оваа проблематика на земјоделието и затоа веројатно во техничката влада и партијата одлучи да ве инкорпорира вас. Да, повтор пат. Од поодамна сте 20 на години во областта на земјоделието. Низ разни служби ги гледа вашата биографија и веројатно ја познавате. Од моето образование па во делот на политичкото делување сум постојано, односно сум присутен во секторов преку разни позиции во минатото и сега повтор пат како технички министер во техничката влада. Токму така јас сум на терен постојано затоа што чувствувам потреба и едноставно ресорот е таков да се биде постојано помеѓу земјоделците, помеѓу сите оние кои што се во земјоделскиот циклус на производство. Изминативе 7 години имаме многу проблеми кои што се наталожија. Оваа комуникација која што ја правам на терен е се со цел да од прва рака од лице место ги сондираме сите отворени ситуации, проблеми, предизвици. Практично тоа беше и нашата воделка во делот на креирање на изборната програма која што ја понудиме во наредниот период. Секој ден на различно место во разговор со сите земјоделци, од сточари, полјоделци, градинари, овоштари, па дури од некои од правните субјекти кои што се во делот на земјоделското производство, млекарници, месопреработувачки капацитети и така натака. Едноставно ресорот е тој за да се биде постојано на терен. Тоа било и така ќе остане во иднина. Основното прашање што мене ме интересира е дали Македонија ќе престане да увезува земјоделски производи и ќе од земјоделска држава ќе стане на вистина земјоделска, да јадиме наше производство. И патиџани, и домати, и месо и така натаму. Дали можеме тоа да го да го почне вако не друго? Мала една хронологија. Да? Порано Македонија значеше и важеше за земјоделска држава. Така е. И тоа го покажува сите статистички податоци, квантитет, квалитет на земјоделско производство, обработливи површини и така натака, број на земјоделци. Она што денеска е вака последна ситуација која што е апсолвирана е Македонија го губи епитетот земјоделска држава. И тоа не е само напад на опозицијата према актуелната власт, тоа е реалната ситуација, тоа е реална ситуација. Секаде се обидувам со официјални бројки од годишниот извештај на Министерството за земјоделство, од Државниот завод за статистика да презентирам во каква една лоша се наоѓа ситуација македонското земјоделство и Македонија како држава која што губи името приматот на земјоделска држава. Денеска за жал ние јадеме се повеќе увозни производи и тоа е реалност и на македонските пазари, во широмакедонските маркети, а и бројот на земјоделци се намалува. Значи да почнеме од градинарските култури кои што се повеќе од соседна Албанија увезуваат, пченица, масло од соседна Србија, млеко од Црна Гора, Босна, Србија и така натака. Па дори до оние поситните култури од типот, не знам, граф ни доаѓа од Киргистан, од не знам од каде, од тој регион, лук ни доаѓа од Турција, кромиц. Последно што вака страшно мене ме вознемирува и ме загрижува што почнуваме и ориз довезуваме како држава. Не знам, Венецуела, кој се јавува таму во... Полно цела Југославија храневме со кочанската ориз. Нашиот кочански ориз, или класично наречено белото злато, веќе почнуваме да го везуваме, а домашното производство некако се намалува. И затоа велам дека Македонија станува се повеќе увозна зависна од храна, а не е веќе земјоделска држава. Само еден податок кој што секаде го повторувам заради појаснување на ситуацијата. Минатата година, само до 11 месец, значи 2023 година, Македонија потрошила повеќе над 900 милиони евра за увоз на храна, или трговскиот дефицит за 2023 изнесува 436 милиони евра. Големи пари. Да, тоа се огромни средства, тоа се пари кои што можеле да останат во нашата држава, помеѓу нашите земјоделци и така натака.
Тука ако зборуваме за намалување на земјоделското производство, можеме да зборуваме за намалување на површини, можеме зборуваме за намалување на број на земјоделци, број на апликанти на земјоделско земјиште. Сточен фонд намален. Сточен фонд и така натака, меѓутоа се надевам во текот на емисијата ќе идеме допреме сите теми. Платформата 1198 е ваша основна платформа каде што е ставена програмата на повеќе сектори. Земјоделието со 800 милиони евра ќе биде инектирано, ако така можеме да кажем. Зашто овие пари се планирани? Она што ние го предвидуваме во нашата платформа за престојните парламентарни избори е еден план каде што со една сериозна сума на финансиски средства издвојувани само од државниот буџет. Ова е се сериозни пари. Да, и ова е да појасниме буџет проектиран за 4 години. Добро. Тоа значи дека на годишно ниво ќе се потрошат околу 200 милиони евра и тие се поделени на 3 сегменти. Првиот сегмент е делот на класичните субвенции, односно директните плаќања, и тука ќе се движи сумата околу 100 милиони евра. 80 милиони евра ќе импутираме во македонското земјоделство во делот на програмата за рурален развој. Добро. И во оваа програма особен акцент ќе имаат модернизацијата на македонското земјоделство, затоа што во изминатиот период гледаме дека субвенциите кои што ги делеше државата, покрај тоа што сега имаме најлош модел на субвенционирање, нема ефект. Нема ефект. Ние веќе 2024 Тоа е година, вистина. ако видиме дека од 2017 кога се воведоа субвенциите до 2024, значи повеќе од деценија имаме се уште проблеми кои што се наследуваат од година во година, а парите како држава ги даваме. Затоа ќе дадеме посебен акцент на делот на модернизацијата на македонското земјоделство и тоа ќе биде преку програмата за рурален развој и 20 милиони евра ќе бидат наменети исклучиво само за враќање на урнисаниот систем за наводнување широм Република Македонија. Потенцирам само за враќање во нормална функција. Сите оние капитални проекти кои што ќе ги водиме во текот на годината се надвор од овие 200 милиони евра. Капитално мислам на втора и трета фаза од хидросистем Зетовица, втората фаза од Брана Коенско, која што практично ќе значи вода до земјоделските површини, и останатите хидросистеми кои што веќе не се во функција за да имаат вода за наводнување. Така да овие 200 милиони евра се реална сума на средства кои што ќе бидат навремено потрошени во текот на годината. Да, точно е дека ние ќе наследиме власта на средина од годината, меѓутоа она што значи припрема за 2025 е сериозен план како да се стартува годината од нула. Ние сега се наоѓаме во Тиквешкиот регион. Морам да потенцирам со сериозна загриженост дека АД Водостопанство не е воопшто спремно да ја стартува оваа сезона. Овде се урнисани. Да, затоа 20 милиони евра ќе вратиме во нормала. Јас вадев некоја статистика во име на вистината. Системот кој што е проектиран за овој регион, односно Кавадарци, Неготино, Градско, Димир Капија, е негде околу 12.000 хектари. Добро. Да, кој што е покриен по систем. Во најдобри времења во времето на ВМРО ДПМН под систем, односно биле обслужени околу 8.500 до 9.000 хектари. Минатата година и оваа година имаме негде околу 5.500 до 6.000 хектари кои што ќе бидат под систем. И тоа што е загрижувачки? Да. Загрижувачки е што се детектирани на секундарната мрежа се детектирани над 30 отворени ситуации, односно проблеми и за санација потреба. Денеска сме речиси на прагот на месец април. АД Водостопанство ниту има на 15 законската обврска за наводнување. АД Водостопанство ниту има набавено резервни делови, ниту се врши санација, ниту работи на терен, ниту се прави санација. Така да оваа сезона претпоставам дека ќе биде слична или иста како и претходните, односно водата не може да биде лоша како лани. Како лани, меѓутоа со оглед дека се наоѓаме во предизборен период, со оглед дека АД Водостопанство не се спреми на време да стартува со припрема за новата сезона за наводнување, морам со загриженост да кажам дека и оваа година ќе биде слична како и претходната, и тоа ќе биде на штета и само на земјоделците. Тоа е таа реална ситуација во која што се наоѓаме. Меѓутоа затоа велиме со 20 милиони евра ставање во функција на сите урнисани системи кои што изминативе 7 години практично не се одржуваат. Каде се според вас, како стручник од земјоделието, бидејќи се бавите буквално од студентски денови со земјоделие, како да го вратиме земјоделието и да знае дека заработува од земјата? Градинарот од градинарството, сточарот од сточарството и така натаму. Клучниот Кој е клучниот
сегмент. Видете, комплексна е материјава, не можеме во една реченица, Така е. меѓутоа ќе се обидам во Поведете. интерес на времето на емисијата. Добре. Она што јас го воочувам од теренските посети. Во овој момент може со сигурност да се заклучи дека земјоделците немаат доверба во институциите, немаат доверба во Министерството Тоа е за првата земјоделство, работа, така. немаат доверба во владата. Зошто немаат доверба? Или Затоа други се постапките за било кој... Зошто нема доверба? Нема доверба затоа што, или изгубена е довербата, затоа што изминативе 6-7 години, земјоделците сами се снаоѓаат како знаат и умеат да преживеат. Значи, ниту има субвенции на времена исплата, тоа се потврди со програмата кој што самата актуелна власт во јануар месец кога ја носи признава дека имаат 55 милиони евра неисплатени субвенции од претходни години од 2020 до 2023. Тоа е практично еден показател што постојано ние велиме дека нема исплатени субвенции. Значи субвенциите не се исплаќаат на време, модернизација во земјоделското производство немаме. Немаме. Пласманот кој што беше секогаш проблем, едноставно завршуваш или по буништата или се даваше без пари ке трговците. Урнисано водостопанско предпријатие, да ве потсетам дека изминативе години имаше безброј протести, па дури овдека, па и во Свети Николе и така натака. Летото и есента. Токму така немаше навремена вода, односно имаше сериозни загуби во делот на производството. Добро. Значи едноставно и на крај некако имаме чувство кое што се потврдува во реалноста да земјоделците се оставени во канџите на трговците. Така е. И тоа е заради тоа што државата ги трга рацете или седи на страна, го гледа процесот наместо да интервенира и да биде коректив. Филозофијата на македонското земјоделство е да од една страна имаме примарни производители, тоа се земјоделците. Така е. Од друга страна имаме сите оние кои што се откупувачи, превозувачи, трговци, извозници и така натака. Во средина на процесот е Министерството за земјоделство. Министерството е тој што треба да креира мерки и програми и да посредува помеѓу овие два сектора. Ви имате големо значење во и да се најде довербата. Да се најде заеднички план, дали е тоа законско решение, дали е правилник, дали е некоја друга мерка, дали е посредување во делот на регулација на пазар, едноставно Министерството. Тоа сега не се случува. И затоа земјоделците ги напуштаат и површините и производството и така натака. Јас носам со мене и статистички податоци. Еве вадев од официјални податоци од платежната агенција токму за овој регион. Лозов насад, значи споредбени податоци од директни плаќања 2023 во однос на 2022 година. Во 2022 година имаме 18.381 хектар на регион Тиквешија. 2023 имаме 17.742. Тоа е намалување за речиси 640 хектари. Тоа е сериозна површина. И затоа велам дека земјоделците немаат доверба, се намалува производството и така натака. Сега како ќе враќаме ние назад да се враќаме во една нормала, тоа е да Министерството биде сериозен партнер на земјоделците, да го штити партнер, да го штити нивниот труд, заедно да се носат и закони, подзаконски акти и сите правилници кои што треба да бидат и сите овие мерки кои што ги предлагаме во нашата програма ќе креираме заедно со земјоделците. Сега имаме чувство дека 4-5 кабинетски службеници на министерот. Да, 4-5 кабинетски службеници се тие кои што прават и закони, и подзаконски, одлучуваат, никој не ги прашува земјоделците и така натака, и затоа се наоѓаме во ваква ситуација во која што се наоѓаме. Ваква апатија во земјоделието немало од поодамна. Ја следам ова проблематика и луѓето се буквално разочарани. Јас сакам да видам никој за ништо. Да, јас сакам да видам крајно искрен и изминативе години, односно ова статистика која што сега имаме на маса, никогаш не била полоша. Не била. Не велиме дека во минатото било нешто идеално, меѓутоа, знаете како, секоја европска држава, секоја нормална држава е успешна затоа што секоја наредна власт е подобра од претходната. Имаме ситуација да оваа власт која што е сега, која што ветуваше живот во Македонија, која што ветуваше живот за земјоделците, кој што ветуваше дека ќе се отвора два вентила на Богородица на Деве бари и едниот ќе тече евро, другиот ќе тече мед и млеко, не се случи. И затоа се наоѓаме во ваква ситуација. И сега ние она што треба да го работиме да враќаме во нормала. Значи ние не можеме да дозволиме Македонија со квалитетна почва, со преку 300 сончеви денови во годината, со вода као ресурс која што ја имаме, а не ја управуваме, да трпиме за храна. Тоа е апсурд. Во Кавагаци 30% 17 година беа земјоделци на градскиот пазар, се извинувам, 70% беа чисти земјоделци, сега се 70% трговци, а 30% чисти земјоделци. Колку е сменета за 7 години таа ситуација на понуда на стока на земјоделското производство?
Тоа очигледно зборува дека луѓето полесно доаѓаат до заработувачка, до екстра пари ако се трговци, отколку земјоделци. Значи ни цените не ги диктираат. Да. Она што сега загрижува и што практично допира до секој граѓанин, независно дали е земјоделец или обичен граѓанин, Да. е тоа да крајниот потрошувач плаќа скап земјоделски производ, Многу скап. а примарниот производител продава испод рентабилната цена. И тој не заработува ништо. Имаме безброј примери. Дали ќе почнеме, не знам, еве, ајде да не биде сега само од тиквешијата, ќе земеме во Ресенско. Добро. Јаболката сега се откупува 10 до 15 денари. Така е. Широ маркетите по Скопје како најголем потрошувач е над 55-60 денари. Точно е во Тинекс гледам. Разликата е скоро речиси да доаѓа до 1 евро, меѓутоа ресенскиот производител продава испод рентабилна цена, Така е. граѓанинот кој што е крајен потрошувач плаќа многу скапо. Каде е разликата? Кој Сега заработува во таква ситуација? Заработува трговецот кој што е измеѓу овој процес. И сега и граѓаните се оштетени, Да. со скап производ кој што го купуваат во ова сиромаштија и инфлација кој што е сериозна, и земјоделецот кој што не може да го стимулираме. Друг пример исто е, морам да во име на многу сакам да презентирам бројки и факти. Минатата година еве ќе ја земеме пченицата како стратешка култура. Така е. Тешка година, високи производни трошоци, суша и така натака, климатски фактори, се тоа ставаме на едно место. Проблем со пласманот на пченицата, македонските млинари понудија цена од 8 до 9 денари за килограм. Од друга страна, државата објави повик за надополнување на стоковите резерви. Добро. И сега на наш апел, откупете ја домашна пченица за стокови резерви, платете на македонските полјоделци рентабилна цена, ќе направиме регулација на пазарот и ќе заштитиме домашно производство. Меѓутоа се што предлага ВМРДПМ по дефолт се одбива, набавија пченица која што е од увоз. И таа пченица ја платија од Србија, дека? да, од Србија, ја платија на 20 и кусур денари, а нашава остана откупена дел за 9, дел остана неоткупена. И сега вие сакате да враќате надежка земјоделците, стратешки да размислувате. Тоа е основно, тоа е главно. Да. Тоа е И главно. сега нареднава година, која што доаѓа, ќе имаме многу помал принос од тоа што сме имале во минатото, и Бидејќи- затоа сме увозно зависни од пченица. Земјоделците не сакаат да сеат. Па видете, земјоделството не е само работа на поле, земјоделството е и математика. И математика. Веќе земјоделците знаат да направат есап на крајот од месецот, на крајот од годината. Во тој есап секогаш има длабок минус. Затоа младите луѓе не се иселуваат. Гледаат дека нивните родители работат со загуба, нема математика и си бараат спас по оргатување по западна Европа. Каде е овде лозарството, односно подонесувањето на или дополнувањето на законот за вино, нешто се поволно се направи за лозарите? Сметате ли вие дека тоа е добро законско решение? Ке можеме ли тие ископачени лози повторно да ги садиме? Видете, оваа статистика која што ја кажав на Да, ниво намалени е површини. сериозна, намалени површини и така натака, можеме и по подрачни единици да ги вадиме, каде што статистиката кажува и површина и број на апликанти се намалуваат. Ова законско решение кој што сега гледам дека министерот во текот на вчерашниот ден така на големо сака да го представи. Да. Имам две прашања, бидејќи бега од мене од дебата, би сакал лично да го прашам и тоа е корисна ова прилика. Први, зошто се чекаше 7 години да се донесе овој закон? И второ, зошто се донесе без да учествуваат сите ченители во овој процес? Земјоделците. Дали земјоделците, дали земјоделските здруженија, дали се седна да се разговара, колку состаноци се одржаа помеѓу земјоделците и винарските фабрики, односно организации и така натака, да се донесе законско решение, не го направија тоа. И ова законско решение кој што еве сега гледам дека министерот најавува производна цена ќе се утврдувала во текот на годината и така натака, и тоа е прифатливо. Да. Што е проблемот во производната цена? Производната цена треба лозарите да знаат на 15 февруар. На денот на празникот, а не во јули месец кога веќе не знаат во делот на кроењето да. Ма се знае ли какво грози или што ќе произведе? Точно. И најголем дел од сите операции сите операции се завршуваат негде до март месец, а не во јули месец. И така да тука има еден нелогичен простор. Второ, она што ние сакавме и интервениравме преку амандмани на овој закон е делот на изплатата на винското грозје. Добро. Нашиот предлог беше да се исплаќа на две рати. Првата рата во најмалку 40% да биде до 15 декември, а 60%, односно престанатиот дел да биде најдосна до 15 втори. А сега е како порно? Сега е на 3 рати и така натака, па плаќање во рок од 7 денар поевтино. Едноставно, низ годините гледаме дека моментот на исплата е многу долг
И затоа велам, министерството требаше на заедничка маса да седне помеѓу лозарите, винарските визби, министерството, владата и да се договорат овие посоки. Ама оваа година ќе помине така, како е дојде. Ова година ќе помине така, јас она што сакам да го најавам еве како дел од програмата која што ќе ја понудиме и тоа ќе биде наш сериозен надвор Добро во наредниот. да чуете од прва. Да, тоа е да планираме државата да влезе во рестартирање на еден голем капацитет од регионов, кој што ќе значи коректив во делот на откупот на винското грозје. Знаете дека во делот на тутунот ние имаме тутунски комбинат кој што е во државна собственост, кој што е коректив во делот на откупот на тутун, така планираме во делот на лозарството. Мислам дека крајно време државата да вмеша в прсти и да биде сериозен коректив во делот на откупот. Да не бидат лозарите оставени во канџите на винарските визби. Јас не сакам да ме сватат дека сум против нив, меѓутоа таму има и некои кои што можеби не ги почитуваат правилата на игра. Затоа сметам дека државата сериозно треба да влезе во овој сегмент и да биде Дали мислите на повардарие? Па еден од големите капацитети, да. Сад вулгаризирам сега, не мора да биде повардарие. Модернизација на капацитетот, рестартирање државата ќе влезе, значи се да биде она што значи загарантиран откуп на земјоделскиот Што производ. мислите за дестилериите како начин за ослободување од вишокот на вино? Видете, она што значи рестартирање е делот и околу дестилеријата кој што треба да биде во делот на она што значи дестилатот, винското грозје, меѓутоа и дополнително сериозни инвестиции во делот на малите семени винари. Добро. Знаете, во минатото јас обзнанив една незаконска, би рекол, активност на министерот, каде што преку посебни програми сакаше надвор од платежната агенција, односно делеше средства, па тука се обидува да ми наметнат, да ми наметнат дека јас сум против семените винари, што апсолутно не сум. Дури ние во нашата програма предвидуваме зголемување на средствата кои што ги даваме на семените винари. Полоздарите, односно винарите треба да го знаат тоа. Да, практично нема ништо против. Апсолутно, ние сме субвенционирање на семените винари. Ние само јас кажав дека сум против на начинот на кој што се делат средствата. Без да се има критериуми, без да се има посебна комисија, без да се има следливост. Практично кога еден функционер води институција треба да се грижи и за државниот буџет. Така е. Не е тоа само да се делат средства, а еве на пример да прашаме кој е ефектот од тие семени винари кои што се поделени по партиски клуч. Мојата интенција е без примена на партија, без примена на вера, на не знам нација, да се делат средствата на ние кои што Инаку живеа винариите во Кавадарци, да ви кажам, 50 колку има сега, не работат лошо. Да, знаете, ама кој ќе земете во целина, еве сега за лозарството немаме десеткувано производство на винско. Точно е. Да, ќе се пофали власта дека има зголемен девизен прилив од девизно вино, меѓутоа имаме намалено производство. Зголемениот девизен прилив да е заради тоа што цената на извозното грозје, односно вино, е зголемена и така е зголемен. Замислете колку ќе беше зголемен девизниот прилив ако беше количината која што имаме како производство. Модерни се фотоволтаиците, така телеграфски поставам прашање, се поставуваат на обработливи земјоделски површини. Какво вашиот став или ставот на партијата за ова прашање? Ние не сме против фотоволтаиците, меѓутоа сме против на поставување на квалитетно земјоделско земјиште, односно тоа уништување треба да биде запрено. Ние имаме доволно ридско-планински предели каде што се од 4-та, 5-та или 6-та категорија, од 5-та категорија нагоре каде што се идеални за постување на вакви Тие добро ќе се мислам множат. Да, ќе се видите во министерство, јас сум веќе втор месец технички министер. Да. Во министерството, во архивата има еден безброј барање за пренамена, односно за поставување на вакви фотоволтаици, за изградба на објекти кои што не се за земјоделска намена, едноставно зема сериозен замав. Ние ќе остопираме овој процес. Ние земјиштето како ресурс мораме да го зачуваме. Така. Бидејќи секоја уништување веќе враќање во Професорот Вучков кој има емисија овде или многу често гостува, тој вели дека најголема штета за земјоделското производство е уништување или зафаќање на тоа земјиште со фотоволтаиците. Знаете како, ако еднаш го уништите ово земјиште, назад враќање нема. Така е. Ние имаме сега ситуација каде што во Свети Николе на преку 400 хектари земјиште од одлична категорија, под систем за наводнување ќе се поставуваат фотоволтаици. Пред неколку дена бе во Пробиштип. Така. Таму 300 хектари веќе исто се пренаменети за изградба на фотоволтаици, на 110-120 веќе се поставени. Што се садило таму пред тоа? Тоа била земјоделска површина која што следувале житарици и така натака зависно од регионот. Да, тоа е нашиот точно. И сега замислете таа пренамена ќе значи вработување на еден човек
и уништување на тоа земјоделско земјиште. И тука завршува процесот. И ние после ќе се чудиме како да произведуваме. Затоа велам стоп на ова кој што се прави како тенденција. Генерално, значи ВМРО ДПМН сака да го врати земјоделецот на неговото место. Она што е нашиот фокус во наредниот период, првен ќе биде водостопанството, затоа што без вода нема земјоделско производство, тоа апсолутно мораме да се сложиме сите. Имаме лоши системи, имаме многу отворени ситуации, тука ќе ги санираме интервентно. Вториот дел од она што кажаме с финансиската помош во делот на програмата за рурален развој, затоа што нашата интенција не е само да обезбедиме пласман и добра цена за земјоделските производи. Ние мора да размислуваме и за квалитетен живот во нашите рурални средини. Затоа што во селата треба да има и вода, и канализација, и здравствена заштита, и улично осветување, едноставно треба да се работи на тој дел. Затоа и таа програма во делот преку локалната самоуправа ќе се помогне во инвестиции во руралните. Може ли вака јавно да апелирам да нема многу документи и така натаму? Луѓето се до тука име од посебно за ИПАРД зборувам, треба 2 дена, 3 дена, 1 месец, 2 месеци или цела година да аплицираат за и на крајот да не само за ИПТР, да се поедностави начинот на не само за ИПАРД, него зборам и за националните буџетски средства кои што ќе се даваат према земјоделците. Еве сега на пример да се контролира таа работа. Имаме еден систем за субвенционирање кој што е катастрофален, можам да кажам. Зошто? Добро. Прво затоа што има зголемена бирократија, ова што и вие го велите, привување во јуни, па привување во декември дополнително и така натака. Сведоци сме дека овдека заради лошата производна година, минатата година, многу бирократизиран процес. Дури се тераа самите лозари да вака практично лажат во институциите дека произвеле само да бидат корисници на 70%. Така. Самиот министер призна дека околу 8000 земјоделци не успеале да ја пријат оваа дополнителна субвенција. Едноставно зголемена бирократија која што е апсолутно ги обременува само земјоделците. Нашата интенција е максимално олеснување на бирократските процедури, да бидат ослободени од прангиите, отварање на министерството према земјоделците, подрачните единици, отварање на платежната агенција према земјоделците. Значи едноставно брзо информирање, намалени процедури, се со цел да бидат зголемен бројот на искористените средства. Земјоделецот е доволно фокусиран да произведува. А државата е таа што треба да го лесни процесот на аплицирање, контрола и така натака. Сега имаме бирократија која што е премногу тешка. Замислете сега, например, на последниот повик и единствениот кој што го имаше власта за набавка на механизација, колку пред години и пол две, имаме таму рокови, па аплицирање, па прв дојден, прв услужен, па тука простор за манипулација, па имало средства, некој бил под цртата, некој над цртата и така натака. Значи, нашиот концепт е таквите повици, поготово за механизација, да бидат отворени во текот на целата година. Кога некој ќе биде спремен да се аплицира без да има субјективизам во тој дел. Ние треба еднашка за секој да ставиме крај на сомнежите од земјоделците дека се делат по партиски клуч, дека тоа има субјективизам, и тоа сепак многу ситуации на терен кои што ги воочуваме, сепак кажува дека има некој. Има ли неквалитетни кадри сега во министерството? Во министерството има квалитетен кадар административен. Исто би на подрачните единици. Да, има, меѓутоа, знаете како, некако се што е на квалитетно се става на страна. Или стојат заплашени. Да, или стојат заплашени. Јас тргам еве од себе, нема да земам друг пример. Јас 2017 по промената на власта се вратив на работа во Министерството за земјоделство и се ставив на располагање на самото министерство. Да. Бидејќи таму бев работен, меѓутоа заради вака политичкиот нетрпеливост со страна на министрот, иако јас се ставив на располагање и учествував во сите работи со свој допринос. Да, тоа бев со решение отстранет од работно место затоа што сум политички неподобрен. Тоа се случува и со останатите кадри. Сите што се добри или се маргинализирани, седат во некои спорадични канцеларии, а луѓе кои што едноставно се смета дека се најпаметни, поготово во министерството, околу министерот, прават вакви грешни чекори во политика. И тоа за после 8 јас упатувам апел до сите вработни во министерството, дека министерството и таа администрација ќе биде ставена во функција на земјоделците, не треба да се чувствуваат и дека ќе има некаков реваншизам, апсолутно јас сум против тоа. Независно кој од која партија нема кичби да кажеш. Нема, едноставно мојата улога ќе биде и нашата улога кој на влада да министерството со тој сериозен потенцијал биде сервис на земјоделците. Така е. Тоа е единствената цел и друго ништо. Вратите до вербата кај земјоделието, бидејќи од земјоделието чекаме сите на некој начин. Наредната борба во светот ќе биде за вода и за храна. И ние ако од ваква држава со вакви ресурси останеме да бидеме увозно зависни, ние сме на многу погрешна патека. Тоа во моментов се случува и затоа наша интенција добро е што на месец
и половина од сега е изборен процес, каде што граѓаните, земјоделците ќе си го кажат својот глас. Дали биле задоволни или не. Вашата партија рече да ја вратиме најпред до вербата, а потоа да почнеме да одиме напред. Што мислите вие? Видете, ние сега по преземањето на власта ќе имаме сериозен предизвик, односно отворени проблеми и ситуации кои што ќе мораме да ги враќаме во нормала. Да ги решите. Да, некој ќе ги решаваме интервентно, некој на среден рок, некој на подолг рок, меѓутоа спомна во текот на дискусијата. Секоја успешна држава е успешна затоа што секоја наредна власт е подобра од претходната. Ние имаме власт која што е 10 пати полоша, како 10, 100 пати полоша од секоја претходна власт. И ние се наместо да идеме напред во надпреварни идеи, ние мораме да враќаме тоа што е уништено. Уништени системи, уништено министерство, изгубена доверба, лоша земјишна политика, лошо водостопанство, македонски шуми, таму да не отвараме тема. Шумарството не го чепнев воопшто. Тоа е таму една криминална структура која што раководи се богати на грбот на она национално богатство кој што имаме шумите. Македонски шуми кој што треба да обезбеди дрвна маса за населението, има реализација негде околу 20%, партиски вработување 500 сега, ефективност никаков, пола милион евра се купија службени возила за директорите на македонски шуми. Да се луксузира. Приватните складови се полни со дрва кои што ги продаваат на нашите сограѓани преку 5-6 илјади денари, наместо на цена која што имаме со одлука на влада од 3000 и нешто денари. Шумарски инспекторат кој што воопшто не работи, шумска полиција која што едноставно не е моќна, не е екипирана, не е опремена и така натака. Има колективен договор, им го поништија, луѓето се демотивирани и така натака. Имаме началник на шумска полиција кој што е крајно сомнителен и вака може да кажам слободно и криминоген. И ова сите овие работи кои што ги кажуваме како отворени, јас морам да потенцирам и сакам и тоа на средбите го кажувам, дека за мене промената на власта не е само промена на името на министерот и промена на името на премиерот. Промената на власта значи и одговорност за сите злодела кои што се направени и една класична, односно темелна реформа во целиот систем. Министре, можеме многу да зборуваме. Јас сум фасциниран од темата земјоделие, бидејќи земјоделието сметам дека е основа на македонското стопанство. Како економска гранка, сметате ли дека тоа ќе влијае на вкупниот бруто домашен производ? Во минатото сите показатели кажуваат дека еден од столбовите на нашата економија во однос на извоз на земјоделски производи беше земјоделството. Так. Денеска ви кажав дека трговскиот дефицит е 436 милиони за Тоа е многу лошо. Тоа е многу лошо. Тоа значи дека ние го губиме. Македонија некогаш извезуваше добар квалитетен земјоделски стока и патлиџани зголемено производство на секој производ. Еве денеска се случува да имаме обратен процес. И тоа што се извезува, еве Република Хрватска ни враќа неколку пратки на зеленчук кои што имаат недозволени пестициди. Да бидеме најасно, не се виновни земјоделците, виновни се институциите. Зошто? Затоа што не прават контрола на тоа што излегува. Некогаш треба и да се исконтролира тоа што излегува, се со цел да не се наруши името и образот на државата кој што е извозник. И ние сега имаме 2-3 пратки кои што се враќаат во Македонија и Македонија стави на црната лента, односно секоја пратка се проверува. Во тој систем на информирање на ниво на Европска унија, ако една членка најде дека имаме сумнителна пратка, сите останати го зголемуваат контрола. И вреди на многу од пратките нема да се нарачуваат, влие на извозот на земјоделски производи, тоа од друга страна ги дестимулира македонските производители и така натака. Орото го води министерството и владата. Сега ние имаме ороводец кој што го интересираат проценти, жиросметки, лични бенефиции и така натака, а не и државата. И претходната влада кога дојде 17 година рече дека земјоделието ќе биде многу важно. Дали сега партијата ВМРО-ДПМН, ако победи на изборите, ќе ја даде довербата на? Јас сум убеден дека земјоделците овој пат ќе направат разлика. Ако 2020 година на тие предвремени избори не се успеа да се состави влада и можеби некој имаше надеж дека оваа влада ќе биде добра, мислам дека денеска на сите повеќе од јасно дека оваа влада треба да замине во историјата и да доживее политичко пензионирање. Зошто? Ние немаме само лошо земјоделство, имаме лоша економија, лошо здравство, образование, социјална политика, економија, меѓународна политика и тоа се одрази практично на секое семејство. Погледнете колку чини денеска потрошувачката кошница. Многу е скапа. Многу е скапа, 1000 евра. Така да, оваа гарнитура треба да се замине, одговорност да има за сите злоупотреби кои што ги има направено, практично тоа е и целта на државата, да се заснива на еден од темелите, тоа е правда и правдина. Законите не можат да важат за едни, за други да не важат. Бели мечки повеќе не треба да има. Благодарам. Благодарам и на вас, се надевам дека отвориме повеќе теми и тоа во наредниот период стојам на располагање. Ќе се задржиме за секој план. Почитувани гледачи, благодарам и вам за вниманието. Пријатна вечер.